Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добредовте назад во новиот свет. Одамна немам направено интро во Спавнов, го имам забораено како изгледа. Најпрво нешто што сакам да направам во оваа епизода е да ги проверам продавниците дали има нешто ново, нешто продадено. Оваа продавница немам ништо продадено. Продавницата за мебел немам ништо. Во продавницата за градење имав еден реквест да изградам аутосмелтер, кој му го изградив на Андреј, ќе го видите тоа после ова видео. Продавницата за HP нема ништо. Ресторанот да видиме дали имам продаден, поточно немам ништо да продавам во ресторанот. И последната продавница е продавницата за кварц. Ајде да видиме дали таму сум. Овие се празни. Добро, 6, 27 4 37 голд, супер! Продавницата за кварц е најдобра продавница што сум направил до сега. Во денешната епизода сакам да изградам штала, овдека веќе почнав да градам, но не ја доградив. Исто така овкемна почнав да градам и соба за ранци, бидејќи има преку 70 врсти на различни ранци и сакам да ги соберам сите. Па овдека направив како соба за ранци. Се влегува од тука, десно, и има како 3 реда, целата ќе биде вака бел конкрет, спрус вуд и чизел кварц. Но ми се нема кварц, па затоа е вака сега. Пред да почнам со градење на шталата, уживајте во овој таймлепс како му градам аутосмелтер на Андреј. Па, кога се вратиме, ќе градиме шталата. Еве сум назад, ги имам сите материјали кои ми требаат за да изградам шталата, па тука ќе чувам прасиња, крави и овци. Во внатрешниот дел ќе чувам храната и кокошки, па најпрво да ги изградам овие делови. Тука само доле ќе треба да ставам неколку фенсови и кровот ќе биде цел од овие дрва, а ѕидовите на шталата ќе бидат од stone bricks, ќе бидат одвоени едни од други. Што сум сакал тука да направам? Не знам што сум сакал тука да направам, па ќе го игнорирам тоа. А тука кровот ќе биде како подигнат, затоа е така направено. Тука ќе биде ова вака и ова вака. Би требало да биде така барем. Да направам повеќе скали. И да видам како ќе изгледа. Изгледа супер. Мислам дека редно време беше да изградам оваа штала, толку време ја зборам и никако да изградам. И ова вака. Тука можам да ставам слабс за да биде уште повисоко и да не може да се спомнуваат зомби тука. Како што можете да видите моментално Minecraft ставам еднаш неделно. Тоа е бидејќи во текот на неделата, најверојатно сабота, ќе ставам и друг вид на игра на мојот канал. Ќе биде рандом, можно е да играм Fortnite, PUBG, Robocraft, GTA 5, зависи која игра вие сакате да гледате, а и која игра ми се игра мене. Па коментирајте доле кои игри сакате да ги видите на мојот канал, нема да ги правам како серии. Ако е интересна играта, можно е да направам серија, но најверојатно ќе биде рандом, еднаш месечно ќе ја играм таа игра и се надевам дека ќе биде интересно. Ова не знам што е. Сега за животни бе. Фенс каков не знам да направам, но ќе биде еден кров подолг
Па, хајде да го направиме и тоа. И од другата страна ќе го направам истото. Андреј почнува пак да енчантнува, што е супер, бидејќи ми требаат енчантови како лутинг, мендинг, па се надевам дека ќе му се паднат и ќе ги купам. Ќе ставам вака еден ред. Упс. И најгоре ќе ставам слабс. Би требало да имам, нема да имам доволно. Но мислам дека имам доволно дрва за да направам, да го довршам кровов. Сум имал доволно, супер. Сега треба фенсови да правам. Најверојатно ќе направам менгров фенсови, бидејќи се ми е како бело, кафено, сиво. И бели фенсови би дошле супер тука. Немам храна. Како може да немам храна кога толку компир имам? Mangrove wood не знам дали имам, имам, еве го. Но пленкови дали имам? 3 само. Стикс знам дека имам многу. Има барем пред да го анкрафтнам. И да направам неколку фенсови и повеќе фенс гейтови. По 2 на влез, значи 2. И па доволно ќе бидат. И другото ќе биде фенсови. Ко ставам вака 2 фенса од околу. Упс, и влезот фенс гейт. Торчеви, дали имам торчеви? Треба да го осветлам место, бидејќи е опасно, имам сега селани тука, кои не сакам да умрат. 2 фенс гейта тука и 2 фенс гейта тука. Дека позади, напред и ми снема. Супер! Имам и торчеви. Вака. Супер, сега имам место каде да ги ставам животните. Ова ќе го заградам цело вака, за да можат тие да искачат надвор, бидејќи со модот кој го имаме, тие бараат, имаат потреба да одат надвор, имаат потреба вода да пијат, па подобро е да ги оставам вака на отворено. Храната ќе оставам овдека, што реков дека ќе ги оставам кокошките, но можно е и да ставам храната тука напред, па кокошките тука позади. Ама можно е и да проширам уште едно место наваму, па ќе видам што ќе направам. Сега треба да барам животни, кои не знам каде се. Па ајде да бараме. Претходно најдов прасиња далеку натаму одев и едва ги донесов. А сега каде ќе ги најдам не знам. Може малце да го користам твојот грајндер. Да. Бидејќи тој ми дозволуваше да го користам неговиот, па нека го користи мојот. Само дали ќе знае како да се снајде со грајндерот. Пајак не ми треба, шпајак не ми треба, ни зомби. Ми требаат прасиња, или крави, или кокошки, овци. Не знам веќе што други живот... Што си ти? Не ни го прочитав името како беше. Тебе ке те знам, ти си мислам некој вид на овца. Па, ама ти какво си сега, машко или женско си? Си женско. О, еве, уште едно. Што си ти, иста врста си? Ти си рам и си машко. Би требало... Тој е крипер, тој е крипер. Крипер! Не. Добро е, не умреа. Би требало...
Не знам, не се разбирам од животни многу. Ако почнам да летам, дали и тие ќе дојдат со мене? Вака во вода. Опс. Добро е, тука се уште. Не. Тебе ти се скинало јажето. Зашто ти се кине јажето? Ете и другата, добро. Каде живеам? Натаму живеам. Јас храна немам. Ајде барем да однесам 2 животни дома. Тебе пак ти се скина јажето. Ајде. Не, пак е едно. Ми требате 2. Од тука мислам можам пешки да одам. Ако сакаат да ме следат воопшто. Уште малце сум дома, ете, а? Не! Ајде, уште малце. Од тука ќе можам да ги внесам. Ама, јажето и се скина пак. Ајде, уште малце. Издржете. Тука сум, од тука ќе можам да влезам, би требало. Еве сме дома. Сега веќе нема бегање. Да ве ставам во вашиот дел. Кој е тука? Ајде, влезете. Едната влезе и другата влезе. Супер, имам 2 овци се изгледа. Па едното е машко, едното е женско, би требало да станат повеќе сега. What? Трудно е. Ready for shearing. Па супер. Па сега, како за крај на оваа епизода, сакам да изиграме неколку партии Сплив со Андреј, па уживајте. Еве сме со Сплив, се кладиме во 10 голд, победникот ги зима сите 10, ете го и Андреј и почињаме за 3, добро 2, 1, go! Немаме Silk Touch. Оп, ето сум доле. Тука треба да го бутнам сега. Ако го најоп, ете го. Падна. Добро е. Малце паркур вака. Нема да му ги давам овие 10 голд. Мој се. Не. Не падна. Не паднавме. Јас паднав. Како сам паднав? Како паднав? Ето го и Андреј доле. Епа, здрави да си користиш. Еве ти 10 голд. Повели, здрави да си користиш. Good game. Треба почесто да играме игри, бидејќи интересни се многу. Па, тоа е тоа за оваа епизода, дечки, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да споделите со вашите пријатели и се гледаме во наредното видео. Чао!